Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска сме 16. јануари, понеделник 2023 година. Го трошиме 16-тиот ден во оваа нова календарска година. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации, ќе кажеме неколку реченици, неколку зборови за временската прогноза. Веќе спомнав, значи денеска сме 16 јануари и температурата, односно прогнозата вели дека наутро ќе имаме студено утро со услови за појава на магла. Секако во котлините, преку денот ќе биде променливо облачно, а попладне претежно од запад ќе започнат врнежи од дожд, ќе дува слаб думерен ветер, а долж поврдарието повремено засилен ветер од јужен правец. Интересно, ќе имаме релативно високи температури и денеска од 6 до 12 дневните, а утринските од -5 до 1 степен. Така да се зависи во кој дел на нашата земја живеете. Утрете се претежно студени, но по денот, во текот на денот може да излезете, да прошетате, без разлика дали во вашиот дел, во вашиот град или село ќе заврне, се уште е времето топло и може да ги искористиме овие се уште релативно добри температури. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, и тие ни јавуваа дека состојбата на патишата е редовна, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од нашата земја. АМСМ препорачува внимателно правување со моторните возила, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисури, каде има можност од појава на одрни. Ова особено се однесува на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга Виница, Берово, Кочани, Делчево. Внимавајте и во градските средини кога возите, почитувани гледачи, посебно на пешачките премини, каде што на жалост и деца гинат и возрастни поради непочитување на правенството на премин на пешаците. Затоа внимателно управување, никако под алкохол. Знаете, кога човек пие, кога е под дејство на алкохол, рефлексите му се забавени и не може соодветно да реагира и на жалост се случуваат тогаш кушлуси и многу сообраќајни несреќи. Што се однесува до денешен ден, од историска гледна точка, што се случило на денешен ден, 16 јануари, еве што историјата забележала, почитувани гледачи. Значи, ќе кажеме што се случило на денешен ден во минатото. Еве за која секунда ќе се поврземе со архивата и да видиме што е забележено во минатото. Во 1547 година Иван II е крунисан за прв руски цар во Москва. Тој е познат по многу важни реформи во Русија. Во 1778 година во Франција, односно Франција призна независноста на Соединетите Американски држави за време на Американската војна за независност од британското колонијално владење од 1775 година до 1783 година. Во февруари истата година во таа војна бил подпишан договор за сојуз со Париз и илјадници доброволци тргнале да им помогнат на американците, вклучувајќи ги и Лафајет, Свети Симон и
Košiusko. Interesno, znači Francija je postara država od Amerike koja među sebe se priznale kako nezavisna država vo 1778. godina. Vo 1920. godina na današnji den vo Sjedinetite amerikanske državi stapovana sila zabranata zakonska zabrana za proizvodstvo i prodažba na alkohol. 1945. godina na današnji den germanskata ofanziva vo Ardenite Belgija završi so pobjeda na sojužničkite sili pod vodstvo na generalite Bernard Montgomery i Omar Bradley. Germanci te zagubile 220.000 vojnici. Vistina golema brojka. I vo ta operacija znači toliko zaginele, a 77.000 sojužničke te sili zagubile vojnici. Vistina strašno. Vojnata je okrutno to nešto što Gavlo go izmislil i ja izmislil da luge to među sebe se ubivate. 1987. godina na današnji den liderotna kineskata komunistička partija Hu Yaobang podnel ostavka prifekjaća vinata za političke greški što predizvikale studentski demonstraciji. Now Ziyang je prezil funkcijata generalni sekretar na partijeta. Vo 1993. godina vo opsednatoto Sarajevo za vreme značina vojnata, koje su meseci bilo bez struje i voda, 8 lica se ubijeni, a 19 se raniti od granata što padnula na mjesto kada što lugi to čekali vo redot za voda. Ja se sekjavam na te televizijske informacije, imaše sliki, kadri, znači kad lugi to čekali na red za voda, u 1993. godina ete zaginale 8 lica, a 19 raniti. Ja sam imao prilika posle vojnata nekada 98. 9. da go posjetam Sarajevo i da gi vidim tije ulici kada što se vodile ulični borivi, barikade imalo od štici, kaj što lugi to pominuvali od jedna ulica vo druga, no vo međuvreme, znači bile postavljeni takvi barikade od štici da može da bezbedno se dvižat. Na vistina, vojnite se najgolemo to bezumije što čovjek može da go izmisli. Evo što je neka informacija. Vo 2004. godine Vrhovni sud na Španija je potvrdi zabranata na radikalnata baskijska separatistička partija Batasuna. Dobro, to je politika i evo je nešto poblisko do nas. Da vidimo da li ima nešto od Makedonija. Nažalost nema, ima od susjedstva to. No kako je da je, mnogo raboti se slučile v Minato, to nešto istorijata zabeležila, nešto ne, no evo se podsjetivme od ove informacije što se slučuvalo na današnji den 16. januari vo Minatite godini. Odeme svega so pesna, počtovani gledači. Te va
Еве неповторно во живо ја следите програмата на Радио Гласна надежда, адвентистичко радио што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима, почитувани гледачи, и може да ја гледате одложено на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Пред да прочитам делови од Библијата, ние го читаме, односно ги читаме псалмите Давидови, број 35, еве и за денеска одвоив неколку капки на мудроста. Кога ја закопуваш борбената секира, не остава ја дршката да стрчи. Каде нема раководство, народот пропаѓа. Подобар е оброк со зеленчук, каде е љубовта, отколку згоен вол, каде е омразата. Љубезите зборови се мед во саки, сладост во душата и лек на коските. Кој дели изобилно, се повеќе има. Каде нема раководство, тоа веќе го прочитав, како што народот вели, нели, така е, народот пропаѓа каде што нема водачи. Лажната мерка гнасна е на Господа, а полната мерка му е угодна. Господ не остава да гладува душата на праведникот, но ја отврла лакомоста на нечестните. Еве тоа бија неколку капки на мудрост, а сега продолжувам да го читам 35-тиот псалом. Во минатата емисија отпочнавме, читавме до 18 стих, сега продолжувам до крајот. Ке ти благодарам пред големото собрание, ке те славам среде на собраните. Не допуштај душманите над мене да ликуваат и пакосно да намигнуваат оние кои без причина ме мразат. Зашто тие за мир не говорат, туку против миролюбивите на земјата сплеткаат и коват, сплетки прават. Зинале против мене велејки, аха, аха, со своји очи видовме. Ти виде, Господе, не премолчувај, не стој настрана, Господе. Разбуди се и одбрани ме. Бори се за мене, мој Боже и Господе. Одбрани ме со Твојата правда, Господе. Боже мој, не допушти им на луѓето да ликуваат над мене. Да не си помислат во себе, ни се исполни жалбата и да не речат, го голтнавме. Нека се понижат и нека се засрамат сите кои на мојата несреќа и се радуваат. Срам и безчестие нека си навлечат сите они кои против мене се креваат. Па да се веселат и да воскликнуваат тие кои на моето оправдание му се радуваат и секогаш да говорат. Велик да е Господ, кој се радува на благосостојбата на својот слуга. А јазикот мој по цел ден ке разгласува за Твојата правда и за славата Твоја. Еве тоа беше 35-тиот псалом, почитувани гледачи, напишан од царот Давид, кој имал своји искушенија, своји премрежја, и тој ги опишал во своите псалми. Ние ги нарекуваме псалми Давидови, ги има некаде околу 150, некои се подолги, а некои се пократки. Како е да е, нека и за нас денеска Господ биде велик, да се радуваме на се оно што тој го прави за нас. Одеме сега повторно со песна. Znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je spas.
После ова убава песна, почитувани гледачи, еве неповторно во живо, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Сакам да ве поздравам сите вас од Македонија, па имаме гледачи од Бугарија, поздрав до гледачите во Бугарија, во Црна Гора, во Босна, во Хрватска и во останатите бивши југославенски републики, секако и оние кои се во Германија во странство, во Австралија, во Америка, сите сте добре дојдени во нашата утринска програма. И денешните вести ни доаѓаат од Руанда. Во минатата емисија се запознавме со некои карактеристики на оваа држава. Само да спомнам дека најстарите жители на Руанда се денес малобројните пигмејци. Значи, така се нарекуваат, како во Австралија абориджините што се домороците, овде во Руанда тоа се малобројните пигмејци кои живееле во тој регион пред, овде пишува, 35.000 години. За време на 11. век од Етиопија се доселиле банту народ Хути. Потоа од север се населиле народот Туци. Токму меѓу тие два народи, две племиња, значи Хути и Туци, кои се занимавале со царство, се случило големо крвопролевање. Затоа ја спомнав во некој од наредните емисии, ќе приготвам посебен материјал да се запознаеме со тој масакар од 800 до 1 милион луѓе се убиле меѓу себе. И денеска вестите ни доаѓаат, значи, од овој дел на светот. Инаку, и тоа да го спомнам, почитувани гледачи, христијанството е најзастапена религија во Танзанија, односно во Руанда. Во Руанда, значи најзастапена религија во Руанда. Белгискиот мисионер Дейвид Елие Депхове во 1882 година до 1949 година го започнал мисионското дело во Руанда по првата световна војна. Тој купил земјиште северно од градот Нинза на низок гребен познат како Ридот Череп. Домороците го сметале тоа место за проколнато. Токму подосна таму била основана првата адвентистичка мисија Гитве. Еве кои се денешните вести, ги раскажува човекот по име Јустас Пени Кук. Градба спасува животи. Тоа било како сон што се остварува. Во текот на 4 години растела желбата да се отвори медицинска школа во Руанда, каде што младите луѓе би можеле да стекнат образование за да станат лекари или медицински персонал. Оние кои ќе ја завршат школата, не само што ќе можат да ги лекуваат болните, туку и да ги водат пред нозите на големиот лекар Исус Христос. Сега, со помош на даровите на 13-та сабота, градбите на кампусот на Адвентистичкиот универзитет во Централна Африка, кој се наоѓа на периферијата на главниот град на Руанда, Кигали, го добиваат својот конечен изглед. Секој ден на тоа градилиште работат над 300 градежни работници. Меѓутоа, пред да се слушнат звуците на чекани, пили и други алатки и машини, од ова градилиште се издигнува благодарноста кон Бога. Зашто станува збор? Градежните работници го прославуваат Бога заедно со студентите на универзитетот. Неколку студенти по теологија биле толку возбудени од изградбата на нова медицинска школа, што не сакале да чекаат на доктори мисионски ориентирани да го шират евангелието, туку почнале да освојуваат души за Христа уште пред да се изгради школата. Затоа решиле да ги повикаат градежните работници да пеат химни, да ја читат Библијата и да се молат заедно со нив секое утро. На почетокот се приклучиле само неколку работници на утринското славење на Бога. Можеби другите работници сакале да стигнат на работа. Меѓутоа, како што поминувале деновите и неделите, бројот на работниците кои почнале да го слават Господа растел се повеќе и повеќе. Нивните шефови и работодаватели го забележиле новиот интерес, односно нивниот интерес за утринските служби, давајќи им слобода да пеат и да ја слушат Божјата реч од Библијата.
Како што поминувале месеците, студентите по теологија почнале да се дружат со градежните работници кои биле заинтересирани да дознаат повеќе за Исуса Христа. Можете ли да замислите дека оваа градба ќе биде изградена за медицинска школа, каде што идните ученици и студенти по дипломирањето ќе може да го лекуваат физичкото и духовното здравје на своите ближни, доведувајќи ги душите кај Христа? Градежните работници биле восхитени кога слушнале за целите на оваа медицинска школа. Нивното срце било привлечено кон Исуса уште за време на градбата на школата. Градежните работници почнале порано да доаѓаат на работа за да можат да ги слушат зборовите од Божјата реч. Тие доаѓале на работа не само за да заработат пари, туку и да ја слушат евангелската порака. Радосната вест на Евангелието е дека Господ Исус дошол и умрел за вашите гревови, говореле студентите. Ова училиште денес повеќе луѓе кај Бога донеле пред да почне и со работа, изјавува еден од нив. Кога завршил изградбата на медицинската школа, таа била отворена во присуство на председателот на државата Руанда и председателот на Генералната конференција. 27 градежни работници во таа пригода му го предале срцето на Исуса. 18 жени и 9 мажи кои присуствувале на утринската служба на граделиштето решиле да живеат за Господа. Погледнете гова, пасторот Емил, кој ги водил студентите и градежните работници на утринските богослужби, го изразува своето чудење и благодарност. Животот на многу луѓе веќе е променет и тие се подготвуваат за живот на небото, а студентите не се ни седнати во своите клупи. Ова медицинска школа ќе може да ги прими првите 35 студенти по завршувањето на првата фаза од изградбата. Сега професорите кои ќе ги обучават овие млади луѓе доаѓаат од целиот свет. Интересно искуство. Почитувани гледачи, ова школа сега е во тек на изградба, но гледате паралелно се држиле предавања на работниците, имало околу 300 работници и дел од нив ете и се крстеле, стореле завет со Бога. Чудни се Божите патишта. Зато и ние, колку стои до нас, да ја шириме ова радосна вест на луѓето кои се околу нас. Продолжуваме со песна. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Učine su široke, al ne kao ljubav Božja.
Hristus. Jer Isus Krist je jedini. Istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog. После ова песна еве неповторно во програма почнува гледачи, ја следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој петок и понеделник со почеток во 9 часот. Во минатата емисија во темата кратка духовна порака зборувавме за јазот, за проблемот помеѓу помладите и старите како генерација. Еве да продолжиме на таа тема. Писателот Оскар Братен во својот расказ за човекот што се викал Андерсен, насликал слика со горчливите трауми што ги предизвикува грубата реалност на старечкиот период. Кога завршил својот работен век во фабриката во која работел уш од времето кога бил момче, Андерсон напуштањето на таа работа ја доживел како вистинска катастрофа. Значи, денеска има луѓе кои работат и доживат пензија, и тешко тоа го прифаќаат, кои биле активни, може бил директор, може бил некој доктор, виден човек, и сега отеднаш оди во пензија, никој не го познава, седи дома, и таа транзиција им паѓа многу тешко на многу луѓе. Па да видиме, еве, како го доживел тоа господинот Андерсон. Они што добро ја познавале таа негова реакција при пензионирањето, тоа го сватиле како изненадување. Во времето кога бил вработен човек, секој утро кога требало да стане од постела, се сожалувал самиот себе си зашто сакал уште да спие. На патот кон фабриката колегите можеле да го слушнат како мрмори сам за себе, за грешките на општеството, во кое постарите луѓе како што е тој мораа тешко да работат. Еден ден го повикал шефот и му рекол дека не мора повеќе да доаѓа на работа. Сега можел да спие секој утро и се уште да добива доволно пари за добро живење. Тоа сознание, наместо да го стори среќен, го турнало во тежок очај. Следното утро станал како да ќе оди на работа. Не сакал да ја каже на својата сопруга дека не мора повеќе да работи во фабриката. Во текот на целиот свој живот се борел нешто да создаде, да пополни едно место, да ја докаже својата вредност. Сега отеднаш, поради своите години, морал да се откаже од сето тоа. Сето тоа било многу поголемо од она што можел да го поднесе. Во ова што го доживел, Андерсон не е осамен и лјадници ги притиска слично чувство кога треба да ја напушат работата што ја вршеле цел живот. Бев длабоко трогнат со молбата на еден лекар. Живеам во дом за нега на стари лица. Јас сум човек кој во текот на творечките години со моите придонеси помогнав да се обликува едно пристојно животно место за мојата генерација и за генерацијата што ќе дојде по мене. Сакам кон мене да се постапува достоинствено и со почит, исто како јас секогаш што се трудев да постапувам кон другите. Со години бев некој за многу луѓе. Ако изминатите години беа нелюбезни кон мене, ве молам, немојте да ме обвинувате ако не гледам добро, ако не слушам добро, ако го истурам јадењето, ако не можем да ја задржам моќта, мокрачета, ако често ми е потребна помош, ако сум ситничар, иако јас тоа не го сакам да бидам. Можам да ви бидам мајка, татко, баба, дедо. Еден ден и вие можете да станете слични со мене. Малечка љубезност, благи зборови, скромна потврда од вашата страна дека се уште сум личност, а не предмет, тоа е се што барам. Вистина, ова исповед на овој стар човек пред да влезе во пензија и кога влегол, тој им го патувава на младите дека и тие утре ќе остарат и затоа треба да имаме сите ние помладите
Почитувани гледачи, почиткон старите, зашто и ние одиме по таа патика, и ние старееме. Во известна мера, напнатоста што постои помеѓу младите и постарите е природна појава. Меѓутоа, во животот постојат многу недоразбирање, гордоста, една од многуте тврдоглавоста се особини или пречки за тој јас помеѓу старите и младите. Филипс Брукс тоа го изразил вака: многу млади луѓе немаат никаков обзир кон другите, затоа што веруваат дека можат да станат она што сакаат. Многу старци се без никаква надеж затоа што мислат дека е неможно да бидат поинакви од она што се. Едните и другите немаат право. Па затоа, еве, и во порака упатена до сите нас, почитувани гледачи, да сватиме дека треба да имаме респект кон сите кои се околу нас, дали се постари, дали се помлади, секој е достоен за почит. Еве, тоа беше кратката порака за почита кон нашите постари, браќа, сестри, татковци, мајки, родители или луѓе, да имаме почит, и затоа Библијата не учи во 5-та заповед: почитувај ги родителите, да се продолжат деновите на оваа земја. Одеме сега со уште една песна, почитувани гледачи. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти сияњето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител, советник ти си, по твојот копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Славиме Боже, Те обожаваме, Христе, ги храниш ти срца тако. За Тебе млади се, о, млади сме за Тебе. Силен и вечен си, Татко, верно не љубиш ти нас. О слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, Те обожаваме, Христе, ги храниш ти срца тако. За Тебе младице, о, млади сме за Тебе. Тебе те славиме,
serca tako. Za tebe mladi se, mladi sme za tebe. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, во наредните неколку минути сакам да ве подсетам за вредноста на тиквата. Иако веќе есента помина, но се уште може да се најдат по некоја тиква на нашите пазари, а може имати во вашите подруми сочувано. Еве препорака денеска да ја користиме тиквата. Тиква најбогатиот природен извор на бета-каротен. Еве што некои запишале. Тиквата се смета за зеленчук и припаѓа на истата група со крставиците и дињите и лубеницата. Вегетира во умерени климатски услови. По различните видови тикви се застапени и на нашите простори. Значи имаме повеќе видови на тикви. Најчестите се оние со топчест облик и портокалова нијанса. Освен специфичниот вкус и текстура, тиквата има да ни понуди импресивен, хранлив состав, особено од микронутриентите. Подолу многу повеќе може да слушнеме, односно да прочитаме во овој извештај за здравствените бенефити на тиквата. Во нашата традиционална кујна тиквата се подготвува само на неколку начини, но таа е погодна за безброј вкусни варијанти. Пробајте ги нашите рецепти за тиква. Овде имаме сега многу рецепти, а вие сами може да најдете на интернет за употребата на тиквата. Тиквата е храна со ниска калориска, особено висока хранлива вредност. Во една чаша тиква или околу 250 грама приготвена тиква, печена или варена, се содржат само околу 50 калории, кои се добиваат од 13 јаглени хидрати, 13 грама јаглени хидрати, 2 грама протеини и приближно 0 грами масти. Значи нема никаква гојазност или проблем ако јадеме тиква дека ќе добиеме некој холестерол. Кога станува збор за микронутритивната вредност, тиквата содржи навистина долга листа нутриенти, витамин А, С и Е. Низа витамини од Б групата, фосфолна киселина, витамин Б6 и така натаму, но и повеќе минерали, калиум, бакар, манган, железо, магнезиум, фосфор и така натаму. Антиоксидантите се одбранбениот механизам на нашето тело од слободните радикали, односно штетни радикали или штетни компоненти кои постојано се продуцираат како метаболички отпад во телото и оксидативно ги оштетуваат неговите различни клетки и ткива. Организмот има механизми самиот да продуцира одреден процент на потребни антиоксиданти, но сепак зависи и од внесените. Значи, ние мора да внесуваме и други витамини, што се вели преку уста, за да може да се одбраниме од многу болести. Постојните оксидативни оштетувања водат до процеси на хронична инфламација или воспаление, кој пак на подолг рок е една од главните причини за развојот на хроничните заболувања. Тиквата е еден од најдобрите природни извори на каротеноиди и антиоксиданти, особено на бета-каротенот. Тој е исклучително мокен антиоксидант кој всушност го дава и карактеристичното обојување на тиквата. Зато тиквата има таква жолта боја. Бета-каротенот представува провитамин А, односно телото има способност да го конвертира во витамин А. Истражувањата покажува дека консумирањето на храна богата со каротеноиди може, под број 1, да го намали ризикот на одредени малигни заболувања. Второ, да доделува протективно од асма, значи делува противно од асма и кардиоваскуларни заболувања. Трето, да го намали ризикот од макуларна
degradacija jedna od najčestitih pričini za kompletno slepilo kaj возрастните луѓе. Значи, почитувани гледачи, ако имате проблем со видот, користите тиква. Зашто ете, како што гледам и читам овде медицински совети, помага, значи, и за поправување на видот на постарите. Покрај бета-каротен, тиквите содржат и криптоксантин, лутеин, зеаксантин, но и антиоксидантни витамини, како и витаминот С и Е. Го регулира дури и крвниот притисок со редовно конзумирање на тиква. Помага и за слабење и за дегестативното здравје на организмот. Превенција и контролирана на диабетот, значи превенција и контролирање на диабетот. Вклучувањето на тиквата во исхраната на човекот може да помогне на луѓето со диабет во контролирањето на нивото на шекерот. Една анимална студија од 2019 година покажува дека комбинацијата од два растителни екстрати, од кој едниот бил од полисахариди на тиквата, може да го намали шекерното ниво на крвта. Иако ова студија, значи, може е достапна за многу луѓе, но не ја користат тиквата како совет, значи, од ова студија да ја користат тиквата во секојдневната исхрана. Еве тоа беа советите од полето на здравјето. Денеска зборувавме за тиквата, да ја користиме во нашата секојдневна исхрана. Одеме сега повторно со песна. Slave te
Еве неповторно во програма, почитно гледачи, пред да одиме конкретно на ова наша денешна утринска програма, би сакал да ви ја покажам и да ви ја понудам Библијата за млади читатели. Вие која пратите редовно нашата програма, се сеќавате дека пред некоја емисија објавивме дека во Прилеп едно семејство, татко и син, ја пала токму ова Библија, Библијата за млади. И ги нарекуваат ереси или отпадници сите оние кои ја читаат ова Библија и рекоа, ако имате, запалете или фрлете ја. Тоа е големо злодело и навреда пред и за Бога и за сите христијани кои ја читат Библијата. Ова е интересна Библија за млади, прераскажана, секако делови се од Библијата, и затоа еве ние ве препорачуваме, ако имате, немој да ја фрлате, ако не сакате да ја читате, дајте ја на некој кој ќе сака. И затоа ние ве нудиме, еве бесплатно, јавите се во нашата редакција и ние ќе ве испратиме до вашите домови по пошта или ќе ја донесат нашите соработници. Интересно е, значи прераскажена со слики и младите ваши деца кои сакаат да ги образовате духовно христијански, еве од срце ви ја препорачуваме ова Библија за млади, кој на жалост овие денови некои ја кинеја, ја палеја и ги навредува христијаните кои сакат ревно и верно да му служат на Господа. А исто така вие кои сакате да ја проучувате Библијата длабински, значи систематски ви ја нудиме дописната библиска школа bibliјатазборува.мк. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме до крајот на ова понеделничка емисија. Почитувани гледачи, ми преостанува да ве поздравам, но и да ви уште еднаш ви го покажам новогодишниот календар, значи ќе може да го видите, еве јас ви го покажувам. Сите вие кои сакате да го имате овој календар бесплатно, јавите се во нашата редакција, а ние ќе ви го доставиме до вашата домашна адреса или ќе најдеме начин да го добиете и да го имате бесплатене, значи имаме уште неколку броеви, така да јавите се на време за да ви го врачиме. Еве дојдовме до крајот и на оваа денешна утринска програма. Ви посакувам пријатна седмица, пријатни работни денови кои се пред нас. Искористите ги се уште топлите денови. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме во петок, во исто време во 9 часот на радио Глас на надежта. До тогаш останете со здравје. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.